Ново линковско вклучување, колегата Донев најави дека од центарот на Скопје, каде што информиравме за првата утринска слика од градот, ќе се преселиме во просториите на UNDP и изборуваме на нова тема, регионален проект во пресред на Меѓународниот ден на социјалната правда, па по тој повод UNDP во соработка со владата работат на проект за унапредување на услугите за бесплатна правна помош. Михајло, кои се деталите? Така е, Ване, добро утро по втор пат. Како што кажа и ти во најавата, се наоѓаме во просториите на UNDP овде во Скопје, каде што во пресред на Меѓународниот ден на социјална правда ќе потсетиме за важноста на еднакви можности за сите граѓани. Секој еден граѓанин заслужува да има фер и еднакви услови за работа. Овде денеска ќе зборуваме во наредните минути за еден регионален проект на кој што работи UNDP во соработка со владата, меѓутоа и со други партнери, а главната цел е унапредување на квалитетната бесплатна правна помош за сите граѓани. Со мене на оваа тема е проектната менаџерка Марија Трифуновска овде во UNDP. Марија, добро утро и благодарам што сте ова утро со нас. Добро утро. Така, најпрво би сакал да ве прашам зашто конкретно се работи, каков е овој проект, кои се главните активности, кога би се реализирале истите? Така, ви благодарам. Значи, вие веќе во својата најава и спомнавте дека станува збор за еден нов, за еден регионален проект кој што во суштина ја истакнува соработката помеѓу две земји, односно е фокусиран на унапредување на системот за пристап до правна помош за ранливите групи граѓани. Од една страна, проектот ги таргетира креаторите на политики, оние кои што ги спроведуваат политиките, но од друга страна ги таргетира и засегнатите страни, односно граѓаните кои што можеби се информирани, можеби не се информирани за своите права и за понудата која што реално ја имаат на располагање во нашата држава кога станува збор за информација, советување, пристап до правна помош. Регионалната соработка помеѓу Канцеларијата на програмата за развој на Обединети нации во Македонија со Канцеларијата од Албанија директно во соработка, односно во партнерство со владите, конкретно Министерството за правда, подрачните единици за испорачување на бесплатна правна помош, организациите кои што се овластени даватели на бесплатна правна помош, организациите кои што ги застапуваат правата на различни ранливи групи на граѓани, институциите кои што ги образуваат правниците, Националната асоциација на адвокати, тука се многу други чинители кои што овој систем го поддржуваат со цел да се овозможи пристапни, достапни и квалитетни услуги на правна помош, конкретно во случајов бесплатна правна помош. Проектот ќе трае 36 месеци. Во пресред на Меѓународниот ден на социјална правда баш и го промовираме, односно го обзнануваме овој проект, кој што од една страна ги зајакнува институциите, ја дава поддршката на унапредување на квалитетот, односно создавање на услови оваа помош, оваа поддршка, овие услуги, конкретно бесплатната правна помош и давателите на услуги да се зајакнат, да стекнат знаења, да може да се специјализираат од една страна, да испорачаат правна помош, информации, правни услуги на лицата со попреченост, на жените, мажите, луѓето на линија на сиромаштија кои што имаат потреба, односно имаат потреба од поддршка за да ги остварат своите права, да се пожалат доколку им се повредени правата, но воедно и да се информираат. Во проектот во нашата држава ќе се имплементира во сите 8 плански региони, покрај урбаните ќе бидат опфатени и руралните средини, односно ќе се таргетираат и оние места каде што Министерството за правда нема развиено, нема своји подрачни единици кои што им овозможуваат пристап до правни услуги на граѓаните кои што се припадници на ранливите групи но од друга страна ќе се овозможи и една соработка помеѓу на невладините организации, организациите на лицата со попреченост со цел да се вмрежат со системски
организираните единици со цел да разменат информации и воедно да информациите поврзани со овој тип на поддршка и овој тип на услуги стигнат до сите граѓани. Од друга страна, бидејќи станува збор за регионален проект, овозможува и размена на знаења, размена на искуства и размена на добри практики помеѓу професионалците, независно од која линија на поддршка се наоѓаат во насока на помеѓу двете земји, помеѓу професионалците од Албанија и професионалците од нашата држава. Така, значи Македонија и Албанија се опфатени. Така. Да. Кои се главните партнери? Рековме дека проектот е во соработка со владата, меѓутоа кои се друг учествува за овој проект да може да се реализира? Така, проектот е поддржан од Австриската агенција за развој. Тука ја дава поддршката UNDP како имплементатор во партнерство пред се со Министерството за правда, подрачните единици за бесплатна правна помош на Министерството за правда, авторизираните организации, граѓански организации кои што испорачуваат услуги на правна помош, тука се правните клиники, организациите на лица со попреченост, организациите кои што ги застапуваат правата на жените. Значи, кога зборуваме за лица кои што се ранливи по основ на сиромаштија, во нашата држава овој дел од системот на испорачување на услуги на правна помош во суштина ќе биде зајакнат токму да знае на овие специфични групи на граѓани да ги испорача услугите. Така, во ред, Марија, ви благодарам многу на овој разговор и на информациите и ви посакувам успешно реализиран проект. Ви благодарам многу. Така, со Марија Трифуновска, проектна менаџерка овде во UNDP во Скопје, разговаравме за регионалниот проект кој UNDP во соработка со владата во наредните месеци, а во пресрет на Меѓународниот ден на социјалната правда ќе го реализираат, а со цел да се обезбеди поквалитетна бесплатна правна помош за секој еден граѓанин.